Не се знае кога Македонија ќе добие исправни канадари за гаснење пожари. Големите огнени јазици низ државата ја разбудија владата, но по се изгледа не ја расонија. Премиерот Зоран Заев уште на 2 август, кога избувна пожарот во Кочани, кажа дека уште наредниот ден ќе била донесена одлука за нивно сервисирање, но дали оваа најава е исполнета не се знае. Од владата не одговорија на ова прашање на Алфа. Според официјално достапните информации, од владините седници за оваа тема не се ни разговарало. Канадерите се приземјени. Владата ќе се обиде да донесе одлука за брза набавка од Хрватска за сервисирање и тоа уште утре ќе го направи, за да се избегнат сите тие бавни постапки по јавните набавки, затоа што сега го имаме основот согласно законот, кога навистина треба брзо да се делува и верувам дека и Бирото за јавни набавки со одлука на влада доколку е потребно, ќе направиме брзо интервенција за сервисирање, односно одржување. 5 дена подоцна, откако го прекина својот одмор, премиерот Заев сега се пожали дека проблем било да се најдат компанија за сервисирање на канадерите. Има недостаток на компанија за сервисирање, регистрирање, одржување и лиценцирање во регионот и многу често жалбените постапки согласно законот за јавни набавки никако не завршуваат. Овие денови побаравме можност преку Бирото за јавни набавки по пат на преговарање да се ангажират најблиските фирми. Отворивме можност, амбасадите помагаат, дури G2G, влада со Хрватска, затоа што нивните војни служби ги имаат лиценците и можноста да го направат сервисирањето на канадерите. Македонија сосем потврди на овој план, сепак за среќа помош во гасењето пожари од воздух дојде од други земји. Неисправните канадари со кои Македонија претходно помагаше во гаснење пожари кај соседите, беа причина за бурни реакции на социјалните мрежи. Добро е што барем за прослава на Рамковен тргнавме пари на страна за сервисирање на канадари и не е толку итно. 3 години несервисирани канадари и никој да не е одговорен, може само во мојата чудесна земја. Прашање до каде е постапката за сервисирање на канадерите поставивме до Центарот за управување со кризи. Од таму велат дека е отворена дискусијата по ова прашање, но топката ја префрлат кај Дирекцијата за заштита и спасување, за која велат дека е надлежна за леталата за гаснење пожар.